Истанбул. Заштита од УНЕСКО и максимална комерцијализација на историјата. Величествениот Истанбул на Босфорот веројатно е еден од најзначајните градови во историјата на човештвото. Со историја долга повеќе од 5000 години, од кои повеќе од 2000 години бил главен центар на развојот на човештвото, овој град кој го основал византискиот император Константин I Велики со името Константинопол, кај словените познат како Цариград, потоа освоен од Мухамед II освојувачот, па преименуван во Стамбол, а денес Истанбул. Двете држави, многуте имиња и стотиците цареви и султани низ вековите оставија огромно културно наследство кое денес е под заштита на УНЕСКО, но е целосно комерцијално валоризирано и ставено е во функција на туристичката индустрија, од која во овој град се инкасираат милиарди долари на годишно ниво. Но ајде да погледнеме како се користи во комерцијални цели и како се заштитува наследството во овој град. Ке почнеме од делот каде некогаш бил стариот Константинопол, а во центарот на туристичкото внимание е токму Аја Софија, пред која се пружа огромен плоштад и поглед кон сината џамија. На средина е голем амам или градско купатило, изграден од познатата Хурем Султан, кој таа го поклонила на градот и народот во средниот век. Градско купатило на народот му бил потребен во среден век, а денес сите дома имаат свој купатила, па така денес во 21 век амамот на Хурем Султан, заради популарноста на незиниот лик, која доживеа светска слава преку телевизиска серија, станал туристичка атракција, која буквално е претворена во угостителски објект. Така, доколку прошетате околу овој амам, ќе видите дека околу него буквално нема слободен простор кој не е пополнат со гостителски објекти. Почнувајќи од влезот во амамот, каде сега има кафетерија и ресторан, уредени во комфорен и малку полуксузен стил, па се до сендвичари и киосци за брза храна кои се залепени на амамот од Хурем Султан. Ова што сега го гледате е дел од дворот на амамот, кој е претворен во ресторан, а на самиот амам е направен шанк и фурна за печење пастармајлии како турски специјалитет, но и италијански пици. Од другата страна на амамот од Хурем има друг ресторан, кој има просторна тераса и во него се служи скара и се печат кебапи. Интересно е да напоменеме дека и рестораните и киосците имаат делови оградени со најлонски церади кои штитат од ветар. Без да сугерираме ништо, би сакале само да прашаме што би се случило доколку во Охрид некој историски објект доживее ваква комерцијализација и како на тоа би реагирале така наречените експерти, екологисти, невладини активисти или јавни личности. Но да продолжиме понатаму. Од другата страна на Аја Софија е средновековниот дворец Топкапи, а помеѓу нив е хотелот Хилтон Аја Софија. Да, добро слушнавте, просторот помеѓу овие два историски објекти е претворен во хотел. Хотелот се протега точно на оваа улица и тој е всушност целина од десетици стари истанбулски куќи кои сега се претворени во луксузни двокатни апартмани. Има 5 звезди и еден од најскапите во Истанбул. Располага со неколку ресторани, од кои 2 се наоѓаат на зидините или внатре во зидините од Топкапи Сарај. Оваа тераса која сега ја гледате, а во која се служи доручек за гостите од хотелот, е на самите бедеми од Топкапи, додека другиот ресторан е во самите бедени, поточно ресторанот се наоѓа во простории кои некогаш биле подруми на Султанската палата, а бидејќи подруми денес никому не требаат, тука сега е еден од најскапите ресторани во Истанбул. Но ако мислите дека ова е се, почекајте. Ова што сега го гледате е спа центарот на хотелот Хилтон Аја Софија и претпоставуваме дека сега веќе погодувате дека спа центарот исто така е вграден во остатоци од некогашните зидени и во него е овој базен кој е изграден токму помеѓу столбовите на некогашен објект. Инаку целиот Топкапи е опкружен со десетици кафетерии чии тераси се направени одма до самите зидови и служат за илјадници туристи да пијат чај, кафе или да конзумираат храна, а со тоа и да трошат пари. Ајде сега да видиме како е внатре во дворецот Топкапи. Од самиот влез, кога ќе зачекорите, ќе газите по нов бетон. Патеките се мазно бетонирани и нема калдарма, туку туристите газат по бетон. Оваа бетонска патека која сега ја гледате е дополнително изградена и ја немало во проектот кога се градел дворецот.
Таа е изградена во ново време, за да може да ја намали гужвата која се прави по околните патеки околу овој централен парк на Сарајот. На еден дел од патеката имате прилика да видите дел од водоводот, изграден во време на Византија, а користен од султаните за снабдување со вода на дворецот. Видлив само мал дел од резервоарите, бидејќи по средина над паркот под кој е водоводот денес поминува одлично уредена пешачка патека од бетон, која има и модерни и за периодот на среден век неавтентични решенија за одвод во случај на силен дожд. Ова што сега го гледате е само една од просториите во Топкапи, каде се изложени музејските експонати. Конкретно во оваа просторија се изложени средновековни чибуци, наргилиња и сервизи за чај и кафе кои ги користеле султаните. Подот на просторијата нема душемиња и дрвени патоси, како што било во среден век, туку е поплочен со модерни плочки кои се полесни за одржување хигиена и попријатни за газење по нив, а подовите во сите простории каде било дрво или камен се заменити со плочки, освен во одаите на султаните, каде уште од среден век подовите биле од мермер и истиот мермер стои до денес. Во пространиот дворец Топкапи има и кафетерии каде туристите може да седнат и да пијат или јадат. Кафетерии во средниот век, кога објектот бил султанска резиденција, сигурно тука немало, но денес тие се и тоа како потребни, корисни и профитабилни, бидејќи не е среден век, во дворецот нема султан, но има илјадници туристи кои тука трошат пари. Кулата Галата е уште еден од символите на градот. Таа е изградена во исто време со Света Софија и како и црквата, и оваа кула ја изградил Јустинијан I пред 1700 години. Но како изгледа внатре кулата денес? Однадвор изгледа исто како кога ја изградиле, додека внатре е целосно преуредена, со цел да биде функционална за туристите и полна со модерна опрема, без која кулата би била туристички неупотреблива, а со тоа и финансиски бескорисна. Но ајде да прошетаме низ кулата Галата. Прво, кога ќе влезете во неа, ќе видите дека се поставени лифтови, кои се единствен начин да се стигне на врвот од кулата. Заради големите гужви и илјадниците туристи, скалите се користат само за симнување од кулата и по нив не може да се оди нагоре. Значи модерните лифтови, инсталирани внатре во кулата стара 1700 години, се единствен начин да се качите на врвот. Кулата била стратегиски воен објект од кој се пружал поглед на Константинопол, Златниот рог и Босфорот, па затоа има и многу прозорци кои во средниот век биле од дрво, а денес се од ПВЦ дограма. Во кулата е поставен огромен екран и специјална опрема со која туристите може да играат еден вид видеоигра и во играта да летаат од врвот на кулата до азиската страна на Босфорот. Скалите по кои денес се слегува се прекриени со дрво и нема повеќе камен, а на последниот кат од кулата под незината купола натрешноста е уредена вака. Поточно направена е декорација од гипс, а помеѓу куполата од надворешната страна и оваа декорација од натрешна страна се наоѓа цел систем за климатизација и вентилација, бидејќи објектот би бил неподнослив да го посетуваат туристи во лето ако не е климатизиран. Дворецот Долмабахче е еден од најпознатите во Европа. Тој го отсликува последниот век од Османското царство, а во него до крајот на животот живеел и Ататурк, таткото на модерната Република Турција. Кога гледате од дворецот кон градот, прво ќе видите дека тој е опкружен со високи згради, со стаклени фасади, какви тогаш не постоеле во времето кога бил изграден дворецот. Накратко, и овој дворец е полн со кафетерии кои се распослани низ неговите паркови, прилепени на неговите ѕидови од страна на Босфорот, па дури делови од просториите се претворени во луксузни ресторани. По ова останува да се прашуваме дали Турција не знае што прави со своето огромно историско наследство во Истанбул, или пак токму Турција пронашла идеален начин како да го заштити целото наследство и да го направи финансиски самоодржливо во поглед на огромните трошоци за негово одржување. Дали во денешно време, кога туризмот на глобално ниво е една од најголемите стопански гранки,
Токму комерцијализацијата на историското наследство е единствен начин да се обезбедат финансиски средства за негово одржување.